Добар ден, криптоентузијасти, го гледате каналот Криптогемиџија. Моментално ќе се обидеме повторно да направиме анализа на пазарот, да видиме што уствари се случува и ќе го анализираме од сегмент на доларот, на SPY, односно S&P 500, 500 најдобрите компании во Америка, како и Bitcoin чартот. Значи, моментално, без никакви предрасуди, мораме да разбереме дека оно што се случува со доларот не е видено во последните 20 години и истото е најголемиот катализатор за оно што се случува на криптопазарот, како и на пазарите на најголемите берзи во светот. Сега, затоа прво го отворив долар чартот, односно DXY индексот. Значи, за оние кои што не ја гледаат претходната анализа, DXY индексот представува противредност на доларот во најдобрите 5 валути во светот, како на некој начин кошница, а тоа се фунтата, јенот, јуенот, еврото и искрено не знам која е петата валута, може да е рублијата. Значи, тоа е буквално вредноста на доларот представена во противредност на овие 5 најдобри валути и во случајов неговата вредност моментално е 103,5. Оно што треба да го видиме е дека оваа вредност не е видена, како што рековме во претходната анализа, уште, значи, ако го видиме ова како ниво, значи истото не било видено последен пат во 2003 година. Што значи дека скоро 20 години оваа вредност на доларот не била достигната. Сега, оно што мораме да го сватиме оваа ситуација е, значи сега ќе ги погледнеме индикаторите и ќе погледнеме каде се наоѓа оваа цена, почнавме од месечно ниво, за да видиме што можеме од истата да очекуваме. Да, моментално истата е во голема веројатност за корекција, но дополнително оно што мораме да го сватиме е дека оваа корекција не мора да настане во следната свеќа. Значи можеме и понатаму да добиеме пробив на цената нагоре во ова поле, кое што моментално е, сега ќе ви кажам од каде истото се наоѓа. Значи ова поле започнува уште од 2016 година, значи во последниве практично 6 години, ова е за прв пат цената се обиде да го пробие ова поле нагоре. Што значи дека доколку тоа се случи, ќе имаме ситуација која што, верувајте ми, никој не ја очекуваше на пазарот, но мораме да согледаме што се случува и да видиме што понатаму со ваквиот пазар. Сега, оно што сакам да го споредиме. Значи, јас моментално го уклучив и мојот Market Cypher, за да видиме што истиот покажува и оно што сакам да ви го покажам во моментов е дека дури, значи како што може да видите на Market Cypher, моментално имаме буквално flatline, оно права линија на 100, што е највисока вредност што може да донесе 100 RSI. Така, значи после истата мораме да добиеме корекција. Да, мораме, но не веднаш. Оно што сакам да ви го кажам е дека во многу, гледате, во овој цел период од 2 јули па се до септември. Значи тоа е од 18 до 19. Значи рачунајте, тоа е повеќе од една година 100 RSI се наоѓал на горната линија практично над 70 до 100. Пред тоа имало и други периоди, како например овде, од 2014 октомври до март 2015 година, што е нешто помалку нормално од година, но сепак, гледате колку голем период, еве и овде, гледате. Од 1 декември 2011 па до јули 2012, гледате колкав период. Значи, 100 карици се наоѓал на ова горно ниво. Значи, истиот може и да продолжи. Тоа што го кажуваме дека, иако се наоѓаме надвор од Болинџер бендот, што е сосема ненормално, значи мораме да добиеме корекција, иако се наоѓаме на 100 KRSI вредност од практично 100 во последниве неколку месеци, значи тоа не значи дека истиот мора да се коригира веднаш и ова движење на цена на вредноста на доларот може да продолжи и нагоре и затоа ви реков дека мораме да почекаме да започне нов месец. Ова е новата свеќа, како што може видите, новата свеќа се уште се обидува да се пробие нагоре и доколку го пробиеме овој джеб, овој златен джеб од 2016 година, можеме да очекуваме дека криптопазарот ќе падне уште повеќе и уште побрзо надолу. Друго што можеме да погледнеме е MACD. Значи MACD моментално само што проби над нулата и како што може да видите, бранот, моментално овој зелен бран нема никаков показател за запирање. Значи нема никаков показател оние бели столбови каде што можеме да очекуваме дека ќе забави ова движење на биткоин на DXY нагоре. Исто така доколку влеземе повторно во Market Cypher, значи како што може да видите исто и плавиот бран на движење на
конкретно DXY индексот, моментално се наоѓа каде што базичната и сигналната линија се доста раздалечени, истите се движат нагоре. Оваа вредност може да достигне исто така до 100, што е многу ретко, скоро никогаш не достигнато од доларот, но како што може да видите, претходно достигнал до 87. Ова е моментално RSI, кој што исто така е во оверсолд, но е само што испаднал над 70. А гледате, во 2015 година истиот успеал да достигне и до 82. Што значи има цели 10 поена нагоре за движење, што му дава дополнително време на доларот да се движи цената нагоре. Исто, како што може видите, овој црвен бран и зелен бран уствари представува влез и излез на средства во ова добро, во случајот во долар. Значи, како што може да видите, уште од 1 јуни 2020 година имаме огромен излез на средства за доларот, а сега затоа што истиот покажува многу јаки знаци, за прв пат од мај 2020 година влегуваме во позитива, односно имаме огромен практично број на средства внесени во ова. Значи, односно да речеме дека сте имале евра, сте ги смениле во долари затоа што моментално вредноста на доларот е поголема. Значи, тоа е оно што го гледате овдека. Луѓето ги менуваат своите средства без разлика дали недвижност, валути, акции и ги внесуваат во долар затоа што доларот има поголем проспект за добар профит во случајов. Значи, на месечно ниво, иако сме overextended, иако сме надвор од Bollinger Band, RSI се наоѓа на високо ниво, тоа не значи дека веднаш ќе добиеме корекција. Тоа можеме да го видиме и на помалите временски периоди, односно доколку се симнеме на неделно ниво, истото буквално можеме да го видиме и овде. Значи, MACD, како што рековме, моментално се движи само нагоре, немаме никакво забавување на силата на MACD, сигналната и базичната линија се доста раздалечени, што ни дава дополнително покажување дека овој бран е многу јак на движење на доларот нагоре. Да видиме што ќе ни каже Market Cipher. Значи, истото како што ја кажав, моментално сток RSI се наоѓа на 100, RSI се наоѓа на 77, но доколку го споредиме со претходните, 2015 истиот успеал да достигне и многу поголема вредност од 80. Не, овдека е тој од 2015 година, каде што вредноста достигнала и 91. Значи, и во оваа ситуација на RSI му се даваат скоро, повеќе од 10 или 11 поени нагоре. Овде, како што може да видите, бранот на средства претворени во долари е уште поголем, што значи дека ова буквално покажува само нагорност на движењето на самиот чарт, во случајов на доларот, и доколку го погледнеме, значи моментално се наоѓаме буквално во оваа зона помеѓу врвот од 2020 година и врвот од 2016 година. Значи моментално цената се наоѓа помеѓу овие два врва, во ова поле на некој начин, каде што ова дополнително му дава сила затоа што веќе има поддршка од претходниот врв и гледате дека моментално имаме два обида, едниот успешен и другиот повторен за пробив на цена на практично на валутата долар нагоре во однос на другите, и она што дополнително мораме да го забележиме се овие два жолти триаголници што на Market Cipher значат продолжување на трендот во оваа ситуација нагоре. Како што може да видите, значи овие жолти триаголници кога и да се појавуваат, значи дека продолжува трендот нагоре, дека се уште има сила и дека не е дојдено време за негово вртење надолу, практично, што е уствари овој триаголник. Секогаш кога ќе добиеме триаголник, не значи дека тоа веднаш ќе се одигра, но постепено се врти практично силата на бранот надолу. Значи, како што може да видите, иако е oversold, иако имаме вакви екстремни количини на индикаторите, можеме да видиме дека некојаш истите може да се задржат така во подолг временски период. Гледате, значи од 2021, ако го погледнеме овдека сток RSI, 2021 во јуни, па се до 13 декември 2021, значи веќе 6 месеци се задржал буквално во горната граница над 70 па до 100. Значи тоа е тоа што сакам да ја кажам, дека некогаш може, гледате, да се задржи подолго време, дури ако ги погледнеме свеките. Да ги погледнеме свеките на претходните два топа. Значи од моментот кога оваа вредност на доларот достигнала 103, значи и биле потребни, ова се неделни свеки, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 недели пред конечно да добиеме паѓање на цената надолу. Значи тоа се повеќе од 2 месеци
цената на некој начин се движела во ова високо ниво пред да продолжи да се движи надолу. Еве да го погледнеме и претходниот врв во 2016 година. Значи ќе видите дека е истото. Она што ви го кажуваме дека цената кога ќе го достигне врвот, не значи дека веднаш ќе почне да се движи надолу. Значи гледайте. Значи откако го достигнала врвот имаме 1, 2, 3, 4, 5, дури и овие можеме да ги земеме затоа што ова е ритест практично. Значи на некој начин 5 до 10 свеќи во случај можеме да земеме пред да имаме званичен пат на вредноста на доларот надоле, што повторно дава некоја рамка на движење на оваа вредност на доларот од 2 до 3 месеци во истиот сегмент пред званично да почне да се движи надоле, а со тоа и да им даде можност на SPY, односно на берзите, акциите и на криптовалутите да се движат нагоре. Значи, она што мораме да го запазиме во оваа ситуација е дури да имаме корекција истата, значи нема да се придвижи вака, значи тоа нема да се случи, туку истата ќе се придвижи на некој начин како што го гледавме тоа во претходни, значи ова ќе биде движењето. Значи ќе биде пат, ритест, поголем пат, повторно ритест, пред истата конечно да се придвижи надолу. Значи, она е тоа што можеме да очекуваме, но повторно тоа ќе се придвижи во некој временски период, не може да се случи во непосредна близина, односно да се случи веднаш. Што значи дека за целиот овој сегмент на движење на цената на биткоин во овој горен дел, биткоин можеме да очекуваме дека ќе паѓа на доларот, значи биткоин може да паѓа и акциите може да паѓаат. Значи ова на некој начин е основна анализа на доларот во моментов и повторно, значи очекуваме кршење на горната граница, што доколку се случи, можеме да очекуваме апсолутна капитулација на биткоин надолу, а за тоа ќе погледнете у следното видео каде што објаснуваме што уствари представува биткоин bear market, каде очекуваме истиот да биде во следниот bear market, кои се нашите очекувања за акумулација, која е цената до која што очекуваме истиот да падне, значи погледнете во следното видео наредниот ден и ќе погледнете што очекуваме ние во однос на акумулација за наредниот bear market, што е многу битно за секој кој што се гледа сами од себе си во криптомаркетите. Ова беше првиот момент, сега ќе го погледнеме SPY брзо и потоа ќе продолжиме на биткоин. Прво, оно што сакам да ви го покажам на SPY е дека за да добиеме солидна значи корекција, како што веќе разговаравме во претходните видеа доколку сте ги следеле на обука, значи мораме да се придвижиме до ова ниво на 0,382 минимум корекција на Фибоначи секвенцата пред да добиеме повторно движење на овој пазар нагоре, доколку тоа се случи, доколку не добиеме и подлабока корекција, затоа што како што може видите дека претходниот врв кореспондира со 0,5 корекцијата на Фибоначи, а тоа би представувало, значи доколку сакаме да видиме процентуално моментот каде што се наоѓаме, значи пат на овој пазар за некои 17% или 16% надолу, што би представувало корекција на Фибоначи од 0,5%, односно 50%, односно 0,5 индекс. Значи, тоа е она што јас лично го очекувам доколку се направи корекција до претходниот врв, затоа ми означи со ова неделно ниво. Сега, она што мораме да го видиме во моментот. Значи, во момент кога одреден бранд ќе почне да прави lower lows, односно овие долни краеви на свеките се подолу и подолу, гледате? Значи, јас очекував дека можеби ќе се случи дупло дно, но тоа не се случи. Имавме пат на цената под претходното дно овде и со тоа официјално имаме 1, 2, 3 lower lows, односно 3 на некој начин на македонски би било глупаво да се каже подолни краеви на свеките, затоа и ќе ги нарекувам lower lows. Со тоа и на некој начин ни покажува дека сме навлезени во тренд на паѓање на бранот надолу. Тоа е еден од сегментите кои што мораме да запамтиме, higher highs и lower lows. Тоа е еден кој што можеме да го видиме, пат под претходното ниво. Потоа, MACD моментално, како што може да видите, е буквално во слободен пад, нема никаков знак на забавување на овој бран, значи веќе го добивме ова како корекција, но истата не се задржа и продолжуваме со пад на бранот надолу, што значи дека MACD официјално ни кажува дека ќе имаме подлабока корекција на SPY индексот, како и значи да го погледнеме на брзина и Market Cipher. Значи гледате,
плавиот бран на движење на цената во случајов е во слободен пат повторно, значи сигналната и базичната линија се многу разделечени, како што може да видите и самиот значи износ на влез на средства се намалува се повеќе и повеќе, гледате колку е помал за разлика од оваа вредност овде, 37 до 13 моментално. Исто така и сток RSI, значи базичната и сигналната линија се разделечени во слободен пат. RSI се наоѓа на долната граница, но се уште не е oversold, односно препродадено, тоа ќе биде под вредноста од 30, што значи дека имаме уште солидни 8 поени за да стаса до долната граница, а може да се придвижи и подолу. И оваа црвена линија на неколку точки уствари се нарекува bearish divergence, но за тоа нема да разговараме сега, ќе разговараме понатаму, ќе ви објаснам кои се тие divergence и што истите значат, односно тоа е промена на трендот кој што можеме да го видиме кога се гледа цената и се гледа во исто време RSI. Значи, односно како исто се движи, дали се движат во иста или во спротивна насока, но за тоа нема да разговараме сега. Се што треба да знаете е дека овие неколку точки на овие бранови ни покажуваат дека имаме обратно вртење на цената надолу, односно во пат. Значи, како што може да видите, цената одвај се задржа на крајот од маркетот. Јас ја следев оваа свеќа за да можам да направам соодветна анализа целиот ден, односно додека берзата беше отворена во Америка и како што може да видите, истата се движеше под ова ниво за цело време, на крајот конечно успеа да се качи горе на некоја минимална корекција, но тоа не го менува фактот дека имаме lower low. Секогаш кога имаме lower low покажува јасен тренд дека ќе имаме движење на цената надолу. Тоа го покажува и Bollinger Bandот, гледате колку значи се движи оваа крива се повеќе и повеќе надолу затоа што цената притиска, што значи дека генерално SPY можеме да очекуваме движење на цената надолу барем до 0,382 до оваа вредност од 380, тоа е мое мислење. И со тоа кога имаме паѓање на SPY автоматски можеме да очекуваме паѓање и на биткоин вредноста. Сега се наоѓаме на биткоин чартот кој што знам дека ви е најбитен. Значи да погледнеме што се случува прво на месечно ниво. Значи како што можеме да видиме MACD се повеќе се расшируваат овие две вредности на MACD, две средни вредности и немаме ослабување на самиот тренд на движење на цената надолу, а доколку ги погледнем истите се наоѓаат на вредност од 5800 и 9200 во плюс. Што значи мораме да имаме корекција на истите надолу пред да имаме следен bull run. Оно што треба да го забележите за MACD е дека гледате, значи нормалната вредност во претходниот bear run после овој пад се придвижила до некој 800 и 1000 за двете. Пред да имаме кросинг и истиот да се придвижи во bull run. Тоа што моментално мора да биде направено е оваа корекција пред да се придвижиме до некоја нормална вредност и да почнеме да се движиме нагоре во следниот bull market. Значи ова е еден од оние макро индикатори на месечно ниво кои што ни покажуваат дека да, се повеќе и повеќе е сигурно реалноста дека сме во bear market. Следно да ги погледнеме значи индикаторите на во случајов market cipher. Значи гледате, еве повторно. Ова е моментално bearish divergence, што значи дека после оваков голем индикатор можеме да очекуваме пад на цената надоле. Сите овие црвени точки дополнително покажуваат вртење на трендот надолу. Моментално RSI се наоѓа на 53, што му дава многу голем сегмент на паѓање надоле, но како што рековме, значи на месечно ниво како што може видите, RSI никогаш не се коригира повеќе од 44. И значи иако падне до 44 од 52, значи тоа за месечно ниво е голем пад и значи не е така брзо, значи му треба многу време додека истиот да се најде до претходното дно 44, кое што на некој начин символизира и bear market. Значи 2019-18 ова е bear marketот, апсолутно до дно, и 2015 ова е одма после 2013 bull marketот. Значи тоа се bear маркетите каде што очекуваме овој индекс да падне до таа вредност. Значи моментално имаме целосен пад на овој плав бран и разделеченост на базичната и сигналната линија, додека сток RSI се наоѓа на 5, но како што може да видите, конкретно за сток RSI, истиот може и поголем временски период да се движи од 5 до 0, значи во оваа ситуација во претходниот bear market сме се движеле од мај 2018 па до
март 2019, значи тоа е скоро цела година. Што значи дека доколку се водиме од претходниот bear market, значи 1 февруари 2020 година, следно што би можело да очекуваме доколку се повтори историјата, овој индикатор се движи на овој начин барем до крајот на оваа година или почетокот на 2023 година. Тоа е во однос на Market Cypher и во однос на месечното ниво. Најбитниот сегмент од месечното ниво кој што чекав за да можам да го потврдам со вас е ова испаѓање на оваа свеќа надвор од овој канал, кој што беше главната конструкција која што имаше биткоин во однос на булранот во 2021 година. Значи ова испаѓање на оваа свеќа надвор од овој канал за прв пат во целиот овој булран ни покажува дека цената се движи надвор од овој канал и ќе се движи надолу. Сега ќе видиме како изгледа самата корекција кога ќе се придвижиме на неделно ниво. Значи на неделно ниво како што можеме да видиме, еве сега чисто да видите како изгледа. Значи оваа жолта линија е буквално оној канал. Значи за прв пат истата е пробиена исто и на неделно ниво, како и на месечно ниво, затоа почекавме 2 дена за да се комплетира и неделната и месечната анализа, значи да се отвори оваа нова свеќа. Гледате, уште денес имаше неуспешен обид за пробив на оваа граница нагоре и движење на цената надолу. Тоа не значи дека истото ќе продолжи постојано така, можеби ќе добиеме некоја корекција нагоре, но битниот момент е дека веќе имаме пробив на оваа конструкција надоле, што ја прави истата како несоодветна поддршка на цената и односно не можеме исто да очекуваме дека ќе се задржи. Следно што можеме да забележиме од лева страна е VPVR, кој што гледате, значи моментално се наоѓаме под истиот и оваа граница на каналот како и самиот VPVR дополнително представуваат отпор на цената и ја буткаат исто да се движи надолу, доколку одзумираме да видиме што ќе видиме понатаму. Значи, како што рековме, веќе го во претходното видео го спомнавме, но на брзина ќе го повториме. Значи, долната граница на Болинџер бендот се наоѓа буквално на оваа конструкција која што ја имавме воспоставено уште во почетокот на самиот булран во 2020-2021 година, која што моментално представуваше акумулациона зона на самиот булран, како и во онаа корекција во летото 2021 година, која што и овде на 3 пати ја допревме и очекуваме дека истата уствари ќе представува на некој начин акумулациона зона во наредниот bear market, но за тоа повеќе во следното видео, каде што детално ќе обработиме кои се оние макроиндикатори кои што ни покажуваат дека сме во bear market, ни покажуваат дека сме во bear market. Сега моментално ќе се задржиме само на оние индикатори кои што ги работевме до сега, но во наредното видео ќе ве замолам да го погледнете затоа што во истото ќе видите дека точно сите оние индикатори кои што веќе ги значи кој што на некој начин целиот свет ги смета за валидни во однос на детерминирање дали е bull или bear market, покажуваат дека сме комплетно влезени во bear market и дека можеме да очекуваме пат на цената надолу. Дури и да добиеме некоја корекција нагоре, тоа ќе биде краткотрајна, затоа што веќе се исполнети на некој начин сите услови за влегување на крипто, да речем, маркетот во bear market, што не треба да ме плаши. Значи, она е најголемата грешка на сите кои што се во bear market, кои што се во крипто пазарот, е што очекуваат дека доколку цената падне или влеземе во bear market, тоа е крај. Значи, тоа е крај на крипто пазарот, тоа е крај на нивните средства. Не, значи тоа не е точно. На крајот ќе ви кажам во однос на тоа што мислам, но сега да ги проследиме индикаторите, па ќе продолжиме понатаму. Значи, да погледнеме MACD. Повторно, MACD, оваа корекција која што добивме претходно, очекувавме дека можеби ќе ја бутне цената нагоре, но гледате што се случува. Имавме кратка корекција на овој бран над нулата и движење на истиот надоле. Моментално имаме раздвиженост, односно простор помеѓу сигналната и базичната линија. MACD ни покажува дека ќе имаме уште подлабока корекција. Market Cypher исто. Значи имаме 100 RSI кој што е моментално во повторно базичната и сигналната линија се доста раздалечени. Истите моментално навлегуваат под 28, но како што може да видите за 100 RSI е многу лесно истиот да стасе и до 0, а има уште 28 поени за паѓање. Значи, она што го погледнавме во месечно ниво, истото на неделно ниво, како што може да видите, RSI може да се придвижи до долната граница на 30 максимално, а од моменталната вредност на 43 имаме уште 13 поени минимум за движење надоле. Од целиот булран, како што може да видите, конечно од позитивно влегување на средства на биткоин влегуваме во негативно,
Ова е исто така многу јак индикатор, значи моментално ни покажува дека имаме многу повеќе одлив отколку прилив во биткоин на средства, што ни покажува дека моментално ќе имаме крварење на самиот пазар и можеме да очекуваме дека и понатаму ќе почне да ќе продолжи да паѓа. Исто така оваа голема, значи веќе ја спомнавме неколку пати, ќе ви ја објаснам истата во идните видеа, односно bearish divergence, ни покажува дека самите бранови се повеќе и повеќе го вртат самото движење на цената надолу и исто така истиот овој плав бран на движење на вредноста се движи надолу, каде што сигналната и базичната линија се сосема раздалечени. Значи буквално секој од овие комбинирани индикатори ни покажуваат дека цената се движи надолу и дека има уште солиден простор за движење на истата надолу. Повеќе во однос на акумулирање и каде очекуваме истата да падне, ќе повторам, погледнете го наредното видео, каде што ќе ви бидат многу појасни оние работи за кои што ќе разговараме за акумулационен период во bear market. Оно што сакам да ви го кажам е, не заборавајте дека bear market е местото каде што се прави богатството. Bull market е место каде што се прави некој профит. За разлика од тоа, bear market е местото каде што може да направите најголемата акумулација во период од 1-2 години и истата да ви значи многу повеќе од некој краток профит кој што може да го направите во еден bull run, односно оној краткотраен bull run од една година, каде што поголемиот дел од светот повторно се сеќава на криптомаркетот и се обидува да направи ваков брз профит. Разликата помеѓу оние кои што ќе направат богатство и краток профит е оние кои што останале во bear маркетот, кои што се едуцирале, кои што финансирале и кои што ги купиле оние ниски вредности на криптомаркетот пред истиот повторно да експлодира во наредниот bull маркет во 2024 година. Значи, од досегашното искуство, доколку го погледнеме наназад, можеме да видиме дека пред халвингот во секој циклус имаме барем една година на bear маркет пред истиот да продолжи во новиот bull маркет одма после самиот халвинг. Што грубо речено, доколку погледнеме, значи нас не ни дава голем простор, значи тоа сакам да ви го кажам дополнително. Значи следниот халвинг во 2024 година во мај, доколку го погледнеме тоа како граница на некој начин за каде би очекувале, да речеме дека тоа ќе биде 4 мај 2023 година. Значи ова би било прилика каде би очекувале веќе да бидеме длабоко во bear маркет. Како што може да видите, немаме голем простор на некој начин за движење на цената нагоре или надолу, што значи дека до сега, барем од овие два и пол циклуси, да речеме првиот да го земеме како таков, значи буквално самиот циклус го предизвикува ова продавање масовно на биткоин пред истиот да добие халвинг и да почне да се движи нагоре. Повторно, нема да навлезам значи во објаснување на истиот, тоа ќе го погледнете во наредното видео, а оно што сакам да ви го кажам е дека секогаш има шанса цената да се придвижи нагоре. Секогаш. Значи верувајте ми, може утре да се случи вест од типот Америка ги прифаќа криптовалутите како официјално средство на пазарот и ќе добиеме максимално движење на цената на криптовалутите нагоре. Затоа, не е паметно во оваа ситуација каде што веќе од официјалниот топ се наоѓаме на моментално сме во пад од 44%, а до ова дно дека бевме и повеќе од 50%, а знаеме дека биткоин во максимална вредност до сега, а бил многу понестабилен во минатото, се коригирал до 80%. Соодно со тоа дека имаме помал раст на биткоин цената во овој циклус, очекуваме и помал пад на истата. Затоа и го оставивме овој златен џеб на очекување каде цената би се задржила. Повторно, нема да навлегувам во материјалот од следното видео, затоа ќе погледнете и сами, каде што со индикатори и со стручни алатки на некој начин имаме представа што да очекуваме од следниот bear маркет. Оно што сакам да ви го кажам е, кога веќе сте изгубиле 50% од вредноста на оно што сте го купиле доколку сте купиле овде горе, нема логика истото да го продадете со 50% загуба за ризик да добиете уште некои 10-20% разлика во оно што ќе го купите повторно. Значи задржите го. Направете го оној DCA стратегија, она што ви го кажав во претходното видео, може да ги погледнете во нашиот блок на видеа, DCA, односно Dollar Cost Average, каде што само ќе намалите вредноста на оно што сте го купиле пред овој пазар да почне да се движи нагоре.
Една година време воопште не е многу за да почекате да видите дали ќе се оформи она дно кое што ние го чекаме, каде што планираме да акумулираме многу повеќе крипто, или пак имаме некоја брза корекција нагоре на цената, но, значи повторно ќе кажам, тоа е многу мала веројатност за оние индикатори кои што ги спомнав сега. Може да погледнете во следното видео и повеќе индикатори за тоа зашто очекуваме дека цената ќе продолжи да паѓа, и затоа би ви кажал, значи крипто се е можно. Веројатноста е она што ви кажува дали повеќе ќе се случи едната или другата страна на движење на цената. Во оваа ситуација се ни покажува дека ќе се предвижи цената надоле. Дури и да имаме некое мало изненадување, верувам дека ќе биде краткотрајно, и затоа би ве замолил пред да вложувате и пред да правите било какви инвестиции, да размислите и да направите истражување за самите себе си, да утврдите што е паметно за вас. Крипто е маратон, крипто не е спринт. Оние што ви го кажуваат тоа на некој начин, не викам дека не се во право, но замислете вака. Луѓе кои што држат помеѓу цели циклуси добиваат профити од десетици пати од она што вложиле. Луѓе кои што вложуваат на кратки патеки, да, се случува некогаш да добијат вакви профити, но тоа е многу ретко, и многу ретко тоа се случува затоа што за тоа бара комплетна посветеност на пазарот, бара постојано истражување, бара постојано следење на овие чартови, што верувам дека повеќето од нас не се способни да го направат, затоа што вие не можете да оставите вашата работа и комплетно да се посветите на крипто и на тргување. Затоа и моментално повеќе се обидувам да ви објаснам дека тргувањето на кратки патеки може многу повеќе да ви донесе загуба, отколку ова следење на циклуси, каде што на некој начин профитот досега 3 пати, значи цели 3 пати бил загарантиран, доколку оние кои што го следат пазарот, на вистина се потрудат, ги направат сите овие чекори кои што досега ги направивме во сите наши обуки, ги следат индикаторите и на некој начин прават истражување сами за себе. Ова не е финансиски совет, јас лично ви кажувам што сакам да направам на пазарот, тоа е она што јас го правам и се водам од овие индикатори, досега не ми излажале, значи не е битно колку, но сум бил доволно во профит за да можам да кажам дека сите овие индикатори функционираат, затоа и ги гледаме заедно со вас. Значи поентата на овој канал е понатаму да работиме заедно, односно сегде каде што некој ќе добие подобри индикатори, ќе добие подобра стратегија, начин како да се придвижат нашите профити, да се вклучи во самата емисија, да ни покаже она што ние не го знаеме, да ви покажеме она што вие не го знаете и на тој начин заедно да продолжиме понатаму во овој пазар. Сега, значи како што реков, од видео во видео јас ќе ве потсеќам што сме разговарале во претходното видео, ќе ви покажувам како се движела цената понатаму и на некој начин ќе гледаме сето тоа да биде проследено во повеќе видеа и да видиме дали сме во право, дали индикаторите се во право, а и вие сами да видите дали она што го правиме ние на вистина има логика и дали ова сето што некои го нарекуваат боенка на вистина помага во однос на вашите профити. Ви благодарам уште еднаш. За жал не можам да ви дадам добри вести дека ќе имаме придвижување на цената нагоре, верувајте ми, сите го сакаат тоа, но ви давам уште подобри вести дека ќе имате значи цел циклус на акумулирање кој што понатаму ќе ви донесе многу поголем профит отколку некој кратко движење на цената нагоре каде што ќе направите некој брз профит од можеби 40%, да речеме. Затоа ви благодарам уште еднаш, ќе ве замолам доколку има некој кој што го познавате, а сака да научи во однос на техничка анализа и криптопазари, да го споделите ова со него. Секој коментар, лајк е добре дојден, тука сме да видиме што ви се допаѓа, што не ви се допаѓа и пред да го завршам ово видео, сакам уште една мисла да ви кажам. Значи, bear market е местото каде што се создава богатство. Bull market е само кратка стаза каде што она богатство кое што сте го создале во bear market треба да го продадете на оние кои што касно дошле на пазарот. Оние луѓе кои што ќе бидат со овој канал и кои што ќе го следат сето ова што ние го работиме за време на bear маркетот, слушајте ги моите зборови. После халвингот од 2024 година ќе бидат оние кои што ќе бидат во профит и кои што ќе знаат како сето ова да го користат и нема да мораат да брзаат тогаш да го научат, да ги направат овие анализи, да видат како сето ова функционира. Значи сега овие година и пол пред почнување на следниот bull run е моментот кога на вистина треба да се посветите доколку сакате да направите некоја промена во сопствениот живот,
и доколку сакате да бидете дел од оваа криптореволуција што се случува во светот, а сакале вие или не, истата доаѓа. Значи не е тоа избор дали вие сакате или не, тоа е нешто што ќе се случи без разлика колку вие тоа го сметате за тешко, за комплицирано, значи буквално тоа доаѓа. Останува на вас да видите што сакате во вашиот живот и каде планирате да ги инвестирате вашите пари. Ви благодарам уште еднаш, имајте добар ден и се гледаме во наредното видео. Поздрав од тимот на CryptoGaming.